Зголемениот број полициски контроли на улиците не ги плаши несовесните возачи. Билтенот на МВР продолжува да се полни со сообраќајни прекршоци. Само вчера се изречени 82 казни за возење без возачка дозвола, додека за управување моторно возило под дејство на алкохол се санкционирани 5 возачи. Меѓу нив и скопјанец кој среде бел ден во Тетово возел со 2,15 промили алкохол во крвта. Во петокот и во деновите од минатиот викенд, како резултат на активностите односно сообраќајните контроли спроведени од полициските службеници на патиштата низ земјава, беа издадени вкупно 2553 платни налози. Од нив 252 учесници во сообраќајот се затекнати без возачка дозвола, а изречени се 104 санкции за возење под дејство на алкохол. За оние до кои нема да стигнат превентивните мерки, МВР превзема и репресивни мерки. Најчести причинители кои доведуваат до сообраќајни несреќи се непочитувањето на сообраќајните правила и прописи. МВР годишно изрекува околу 250.000 санкции, од кои најмногу за брзо возење, потоа за возење под дејство на алкохол и така натаму. Во текот на изминатиот викенд, поради возење под дејство на алкохол се приведени 8 лица, вклучително и двајца неславни рекордери со 3,34 и 2,65 промили алкохол во крвта, кои возеле автомобили во Кавадарци. Сообраќајните прекршоци остануваат секојдневие, а казните кои што ги изрекуваат полициските службеници не се доволен мотив за да престанат со прекршување на законите. Граѓаните мислат дека само драконски казни можат да стават ред во сообраќајот. Мислам дека не се остваруваат долни построги казни, повеќе казни да се делат за да се заштитат и пешаците и тие што возат, меѓутоа и пешаците се малце, можам да кажам, нека безобразни. Не можат да поминат на пешачки без да видат лево и десно. Мислам дека уште малце построги треба да бидат. Казните парични, ако се, не се ни мали. Потешките прекршоци и кривичен карактер треба да имаат. Од Министерството за внатрешни работи истакнаа дека ќе продолжат со сообраќајните контроли и следниот период. Оттаму апелираат до граѓаните да ги почитуваат законските правила за безбедност во сообраќајот за да се спречат понатамошните инциденти на патиштата.